Прв воведовме депресија, односно ментално здравје како превентивна цел за да одговориме на новите потреби во општеството. Бројот на болнички услуги, меѓутоа не порасна според очекувањата, комплексноста на заплатите третира се повеќе од состојби за кои се оди во приватно здравство или се оди на лекување во странство. Зголемија одобрувањата, се намалија одбивањата, се што е оправдано, се обидуваме да најдеме можност за лекување и можам да истакнам дека од минатата година во Австрија лекувањата се со двојазичен образец во состојба на меѓусебната спогодба. Најголем дел работите што ги набрав како позитивната листа и слично се дел од владината програма. Оно што е во тек е рецепт, каде што финансирањето зависи од Министерството за здравство и обезбедување на здравствено осигурување за деца до 18 години кои нема здравствено осигурување, односно да децата до 18 години има здравствено осигурување без разлика дали нивните родители се покриени со здравствено или не. За невработени и со ниски примања, како и за уредбата за здравствена мрежа, се повторно два проекти кои треба заедно со Министерството за здравство да се довршат. Ова е сликата што ќе оставам на следниот директор на Фондот за здравствено осигурување, кој го очекуваме час поскоро. И повторам фокусот на владата, регионализација, Штип Тетово Кичево и клинички центар да се остануваат меѓу приоритетите на се во приоритетите на владата. Надвор од оперативно ниво барат некоја меѓуинституцијска соработка и таа доста споро се одвива. Предметот и мислам е неминовно да дигитализираме некои внатрешни постапки што граѓаните ниту ги гледат, ниту ги интересира, нас ни одзема многу време. Јас кажав дека дигитализацијата е и на фондот е еден од предизвиците, укинување на рефундации бидејќи ги малтретират и пациентите, создаваат дужба на шалтерите, можеме да го менуваме.